Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме црвено тајландско пилешко со кари. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 парчиња пилешки гради, 1 конзерва кокосово млеко, половина главица црвен кромит, неколку парчиња сув модар патлиџан, 1 црвена пиперка и 1 морков. За пастата ќе ви треба половина главица црвен кромит, 3 лажички лут чиливо прав, 3 чешниња лук, 1 парче ѓумбир со големина на палец, 2 лажици доматно пире, 1 лажица соја сос и 1 лажица шеќер. За подготовка на овој рецепт користиме делимано касерола. Ќе почнеме да ја правиме кари пастата. Земете толчник и во него ставете ги разните состојки: исечканиот кромит, чешнињата лук, ѓумбирот, црвениот чиливо прав, доматното пире, соја сосот и шеќерот. Толчете ги неколку минути додека да добиете паста која е скоро мазна. Пастата ќе ја ставиме во кокосовото млеко за да му дадеме боја и вкус на сосот. Исечкајте ги останатите состојки кои ќе ги пошираме во кокосовото млеко: црвениот кромит, црвената пиперка, морковот и пилешките гради. Загрејте ја содржината од 1 конзерва кокосово млеко во тава и постепено додадете 2 лажици кари паста, мешајќи ја со сосот. Ставете и повеќе ако навистина сакате луто. Кога пастата ќе се раствори во млекото, ставете го зеленчукот и пилешкото и поширајте ги во сосот. Ова е здрав начин на готвење бидејќи состојките не ги пржиме. За да го направите јадењето уште поздраво, одберете кокосово млеко со половина од нормалната содржина масти, ако можете да најдете. Поширајте ги состојките 5 до 6 минути. Пилешкото ќе се сготви релативно бргу, но немојте да преварите ниту една од состојките. Треба да бидат меки и да имаат свеж вкус. Сервирајте го јадењето со басмати ориз, ставајќи го врз него прво пилешкото како најважен дел од јадењето, а потоа прелите го со прекрасниот сос. Толку е добро! Црвеното, зеленото и жолтото кари се добро познати во Тајланд, а бојата зависи од состојките кои ги додавате во пастата од кари. Можете да купите кари паста во некои продавници, но таа е скапа и секако е позабавно кога сами ја правите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!